19 ноември 2025 година. Локацијата е најголемата судница во земјава, веднаш до затворот Идризово. Роднините на загинатите во Црнина и Молкум го чекаа почетокот на првото рочиште за случајот што за секогаш им ги измени животите. Пожарот во така нареченото Кабаре Пулс во Кочани. Тивки и резервирани, иако нивните лица и погледи зборуваа гласно. Неизвестност, болка, желба за правда доминираат кај родителите со кои поразговаравме. Прво, дека сите што се виновни треба и мора да одговараат. Веруваме во правда, правда тражиме, што и да се случи, што и да ги пресудат, децата наши никој нема да ни ги врати. Меѓутоа, мора да разбереме дека конечно државата мора да преземе чекори и мерки ова повторно да не се случи. Нашите деца отидоа. Да не се случи повторно други луѓе да страдат како ние што страдаме. Кире Димитриев во пожарот го загубил 30-годишниот син, а само еден ден подоцна му се родил внук, второ дете на починатиот. Син ми почина со отворени очи, не си го виде дете. Требаше во неделата на 16 во 10 часот во Чаир да ја донесе за пораги. Ма сакам да го речам следното, кога ми е тешко на душата. Јас кога ќе ја земам внука ми, кога ќе ја гушнам, кога ќе ме гушне или маленкото, мене ми се мислите, барем за момент ми се разбистрат, барем осеќам некоја надеж дека треба да продолжам да живеам, дека имам за што да живеам. Сепак, болката е силна, вели, и затоа правда мора да има. Јас верувам во силата и аргументите на обвинителството што ги има прибрано. Верувам дека судиите честно, поштено ќе си завршат својот дел од работата. Мораме да покажеме дека сме држава и дека можеме да бидеме држава и дека правдата ќе искочи на виделина колку и да е болно. Сигурно нема да е толку болна колку ние што имаме внатрешна болка после загубата на нашите деца. Настанот очекувано привлече големо медиумско внимание. Станува збор за почеток на судска разврска за најголемата трагедија во поновата историја на Македонија, во која загинаа вкупно 63 лица, а над 200 се повредени. Известуваа десетици екипи од земјава и странство. Новинарката Миглена Медарова од Бугарската национална телевизија пристигнала во Кочани еден ден по трагедијата и оттаму известувала речиси една недела. 8 месеци потоа вели дека бугарската јавност и натаму ги следи случувањата со тага и интерес за епилогот од судскиот процес. Точно да имајќи предвид, че бях најдълго од колегите там и като човек, който има деца, тешко е. Изключително е тежко. Имаше сълзи, признавам си. Ние бяхме в момента, в който погребваха всички тия тогава 59 човека, но събираш се в такъв момент. Нямаш избор, защото лично аз за себе си исках всички в България да разберат каква е мъката на хората, които са тук. Не само на близките на загиналите, но и на цяла Македония, понеже това е имаше огромен отзвук. За новинарот на Бирн, Васко Маглешов, случајот е голем новинарски предизвик со кој треба да се соочи целото општество. Вели дека новинарите се очите и ушите на јавноста во судницата и дека мора да бидат максимално професионални. Во поглед на новинарската етика да се биде многу внимателен околу изнесување на тоа што се случува во судницата, не во смисла нешто да се прикрие, туку има огромен број на оштетени, изнесување на сцени кои што содржат особено сцени од насилство, начинот на кој што настапила смртта и така натаму. Мислам дека треба да се биде многу внимателен и одмерен во тоа со кој тон ќе се известува. Од друга страна, сите релевантни факти јавноста треба да ги дознае. Речиси 2 часа пред рочиштето почнаа да пристигнуваат обвинетите. Меѓу нив сопствениците на клубот, поранешни министри, градоначалници и раководители. Со засилено полициско обезбедување беа донесени притворените. Влегуваа од задната страна на судницата, а меѓу нив беше и прво обвинетиот Дејан Јованов. Родителите и другите роднини следеа со големо внимание. Пристигнаа и адвокатите на обвинетите и адвокатите што ги застапуваат оштетените. Ова е случај кој што ќе трае долго, ако се земат предвид огромниот број на докази, обвинети, оштетени и така натаму, доколку обвинителството не одлучи да се откаже од дел од доказите, тоа ќе видиме во текот на понатамошното судење. Ова е многу повеќе од судење. Ова е соочување на општеството со самите себе, а медиумите се само тука да го пренесуваат и да бидат критички глас од судницата за јавноста. Обезбедувањето прво дозволи да влезат роднините на оштетените.
додека траеше информирањето на снимателите кога и како ќе можат да пристапат во судницата и да снимат инсерти. Ова е делот за јавност, ова е делот кај судијата. Кај судијата не смее да се врти камера. На тоа предходеа безбедносни проверки. Очекуваме од судот да воспостави динамика и да воспостави квалитетна работа, но не само квалитетна работа, во суштина целото судење да биде квалитетно. Зошто? Затоа што само на тој начин можеме да кажеме дека имало простор да сите докази се изнесат, да сите обвинети се признесат, да сите оштетени се признесат, да сите сведоци ги дадат своите искази и да целиот доказен материјал се испита за да може да се донесе пресуда која што ќе биде правно подкрепена и која што ќе биде, да речеме, израз на правда. Внатре, преполна сала со обвинители, обвинети, оштетени, адвокати, новинари, представници на невладини организации. Пред нив, судиката Дијана Груевска-Илиевска рече дека не може да вети брз процес, бидејќи тогаш може да се направи грешка. Не сакаше да преюдицира колку би траело судењето. Апелираше на дисциплина и порача: ќе дојдеме до вистината и правдата. Обвинителството предложи спојување на главното обвинение со она против сопственикот на агенцијата Рубикон, Александар Надзев, во еден обвинителен акт. Тоа беше прифатено од судечкиот совет, а барањето на дел од адвокатите на обвинетите за одложување на рочиштето беше одбиено. Судењето продолжи со воведни зборови на обвинителството. А во нив обвинителот Борче Јанев веднаш стави до знаење дека нема колебање во стратегијата во еден процес да се гонат и тие што директно придонеле за пожарот кобната вечер и оние што придонеле индиректно, например со непостапување. Во делото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постојање на овој објект толку години. Клубот Пулс од секојаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Во воведните зборови имаше порака и за сите што го критикуваа ваквиот пристап на обвинителството. Во еден мега случај да се обиде да докаже вина за сите обвинети и за истото кривично дело. Тешки дела против општата сигурност според член 292 од кривичниот законник. Изминатите месеци не беа малку познавачите кои предупредуваа дека тешко ќе се докаже каузалитетот на кој инсистира обвинителството меѓу, например, нечие непостапување во 2012 година со нечие директно постапување и последиците од 16 март 2025 година. Немаме ниту морално, ниту законско право одговорноста да ја бараме и да ја насочиме само кон тој во чие време се случило последицата. Тоа би значило дека треба да прифатиме дека обвинетите одговорни службени лица кои не биле на должност во време на настапување на последицата, само поради тоа немаат вина. Иако се работи за исти повторувачки пропусти, меѓусебно надоврзувани во континуитет и доказите тоа јасно го покажуваат. И додека се уште се средуваа впечатоците од првото судско рочиште, дојде оваа најава. Има уште една предистражна постапка, која исто така може да се очекува дека ќе биде во брзо време, против за лица вработени во управата за јавни приходи. Што значи тоа во брзо време? Па, отприлика она што го кажав и за полициските службеници, може би и порано, меѓутоа во тој период. Но акцијата се случи многу порано од најавите. Во текот на минатиот ден и денеска се преземаат одредени действија. Денеска се приведени нешто помалку, по моја информација, околу 10 лица и во моментот се вршат претреси на одредени локации. За кои лица станува збор? Само можам да ви кажам во овој момент дека се работи за лица вработени во управата за јавни приходи, а за кривични дела, тоа прва ќе видиме, меѓутоа првичните сознанија се за кривични дела злоупотреба службена положба, овластување и примање и давање мито. Дали станува збор за она што можевме веќе да го слушнеме од истражувањата за комуникација, дека соработувале со сопствениците на Пулс, им дојавувале? Вака дел од тие комуникации што беа презентирани во јавноста, дел се офатени, меѓутоа и дадена изјава од страна на обвинителството и од моја страна дека дел од тие електронски пораки и така натаму се дадени во судот, меѓутоа тоа само беше дел за тој предмет, тоа се поврзани и со овие лица. Пожарот во Кочанското така наречено кабаре Пулс се случи на 16 март годинава.
Првично загинаа 59 лица, но подоцна бројката се искачи на 63 загинати и над 200 повредени. Од тогаш нивните роднини речиси секоја сабота во Кочани одржуваат протест наречен Марш за ангелите. Последниот го одржаа во Скопје неколку дена пред почетокот на судењето. Присуствуваа и јадници граѓани. Протестот почна на плоштадот Македонија, па продолжи пред собранието. Сите овие семејства заслужуваат да има правда. Ве молам за подршка за да истераме правдата. Од тука граѓаните се упатија кон кривичниот суд со една главна порака. А таму порака за надеж и поддршка. Следното рочиште е на 25 ноември, кога воведни зборови треба да даде одбраната на обвинетите.